Никој нема право на народот во Македонија да му го оспорува идентитетот, ниту да им забрани на граѓаните да се нарекуваат македонци. Тоа се принципите на современа Европа. Овој став за Канал 5 го дава поранешниот бугарски амбасадор во Македонија, Јорданов. Како висок функционер во бугарското Министерство за надворешни работи, Јорданов како обиди без тежина ги квалификува последните изјави на Грција да промовира сојужништво со Бугарија. Вели дека архиви од минатото постојат, но дека тие сега помалку се важни. Македонија треба да го почитува своето минато. И кога некој од тоа минато, историска личност или херој се определиле за својот идентитет, јасно и категорично треба да се остави историјата да каже како било, а не денеска да се обидуваме да го смениме идентитетот на изумрените луѓе. Тоа е важно на современа Европа. На современа Европа не и пречи сите граѓани да се определат како што се чувствуваат. Ако некој во историјата се определил како македонец, треба да си остане македонец. Ако некој се определил како бугарин, нека остане бугарин. Или грк, треба да остане грк. По завчерашното промовирање на книгата Македонското прашање Бугарија, во која стоја документи на бугарскиот државен архив, што докажува дека Македонија е творба на студената војна. Јорданов демантира дека Бугарија и Грција официализирале сојуз во напорите за негирање на македонската држава, народ и јазик и име. Нивното партнерство е само во рамките на Европската унија. Нема сојуз меѓу Българија и Нема никаков сојуз меѓу Бугарија и Грција надвор од оние обврски што ги имаме со Грција во рамките на Европската унија. Европската унија и европското членство ни наложува да ги изнесеме сите вистини за комунистичките режими и тоа го прави Бугарија. Јас би очекувал и Македонија да публикува документи од државниот архив. Поранешниот бугарски амбасадор вели дека историјата крие многу тајни и тие треба да бидат обелоденети на граѓаните, за да се расчистат сите нејасноти и ги повикува македонските власти да ги покажат документите од минатото.